Ќе отворам расправа по точката на дневниот ред. Пред да отворам расправата и да се обратиме и јас и председателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошевски, само да кажам дека како гостинка е присутна и докторантка, експерт во областа на евроинтеграциите, Берлинскиот процес, та има еден прашалник кој што може да го пополниме, што апелирам што поголем број на членови. Битен е докторатот се работи во повеќе земји, во 3 земји на 3 универзитети. Дозволете да се обратам со моите забелешки во однос на повеќе кластери врз основа на извештајот. На почетокот сакам да истакнам дека една од целите на работата на Националниот совет на Комисијата за европски прашања, согласно забелешките во самиот извештај, е да точно или поточно се дефинира улогата и на Националниот совет и на Комисијата за европски прашања. Искрено се надевам дека со заедничка работа во тоа ќе успееме. Кога станува збор за кластер 1, фундаментални вредности, ќе започнам со собранието, каде што е наведено дека треба да ја забрзаме нашата работа за продолжување на реформите неопходни за процесот на интеграција во Европската унија. Меѓупартиската соработка во тој контекст е од суштинско значење. Понатаму ќе напоменам и отчетноста на администрацијата, поради тоа што голем број на тела практично треба да бидат одговорни пред собранието, а нивната работа во пракса не се следи и тоа е нешто што требаме да го промениме. Кога станува збор за владењето на правото и фундаменталните права, нотирано е дека најавите на владата за распуштање судскиот и Венецијскиот совет предизвикуваат сериозна загриженост, потенцирајќи дека такви активности би можеле да нарушат независноста на судството. Понатаму, кога е во прашање борбата со корупцијата, потенцирано е дека е таа многу широко распространета во многу области и предизвикува сериозна загриженост. Од клучно значење е Државната комисија за спречување на корупцијата, која што треба да делува на ниво на професионализам, интегритет и независност. И таа незина работа требаме да ја поддржиме. Измените на кривичниот законник од септември 23 година ја ослабнаа правната рамка и негативно влијае на борбата со корупцијата. Многу тековни случаи беа прекинати или поради рок на застареност или поради тоа што конкретни прекршоци како што е злоупотреба на службената должност при јавните набавки веќе не постојат и во таа смисла треба да бидеме целосно посветени да годинава донесеме кривичен законник во согласно со правото на ЕУ и меѓународните стандарди. Во поглед на економските критериуми, пазарот на труд продолжува да се соочува со структурни реформи, проблеми се извинувам, вклучително и ниски стапки на учество, значителна емиграција и голем јас меѓу половите. Капацитетот на клучните институции, договорните органи и економските оператори дополнително треба да се зголемат преку континуирана обука и надградба, те да се зголеми конкуренцијата во јавните набавки и употреба на критериумите за економски најповолна понуда, понатаму да се зајакне институционалниот капацитет на финансиска инспекција, но и да се подобрат ефикасноста на парламентарниот надзор врз јавните финанси. Кога станува збор за кластер 2, внатрешен пазар, и покрај тоа што националното законодавство овозможува влез на стоките до пазарот на Европската Унија, треба допрва да се постигне целосно усогласување со најновото законодавство на ЕУ. Понатаму да се зајакнат капацитетите на Агенцијата за вработување, да се продолжи со приспособување на правна рамка на правото на ЕУ и усогласување со правото на ЕУ за взаимно признавање на професионалните квалификации, особено со фокус на директива на признавање на истите. Овде го завршувам овој кластер со потенцирање нешто што е од особена важност, големување на финансирањето и човечките ресурси во областа на здравството, потенцирано во неколку области. Кластер 3, конкурентност и инклузивен раст, треба да го усогласиме националното законодавство со Кодексот за електронски комуникации на Европската Унија, да продолжиме со спроведување на стратегиите за активирање на пазарот на труд за млади луѓе, долгорочно невработени и ниско квалификувани поединци, како и за жени, лица со пречки во развој и ромите. Понатаму зголемување на капацитетот на Државниот инспекторат за труд за подобро решавање
на прашањата за безбедност и здравје при работа. Понатаму стратегија за развој на мали и средни предпријатија и да се заекне подготвеноста за извоз, да се зголеми ефикасноста на државните ресурси за наука и истражување согласно со новите приоритети во Европската истражувачка област. Исто така, да се продолжи со основање и операционализација на регионални центри за стручно образование и обука. Многу е важно да се подобри пристапот до квалитетно образование за сите, особено до децата со попреченост во развојот и од ромските заедници. Во однос на кластер 4, зелена агенда и одржлива поврзаност, во секторските инспекцијски тела се уште недостасува административниот и оперативен капацитет. Треба да се забрза транзицијата кон зелена енергија и да се намали зависноста од јаглени газ. Исто така се направи оперативен протокол за гранични премини на железнички сообраќај исклучен со Косово, да се финализира меѓусебниот договор за постапките за гранични премини со Грција и да се забрза напредокот во изградба и завршување на железничкиот коридор 8 со Бугарија. Се уште се потребни дополнителни напори за спроведување и извршување во сите сектори, особено во областа на климатските промени, да се заекнат административните и инспекцијски капацитети за спроведување на структурни реформи во истите. Во однос на кластер 5, ресурси, земјоделство и кохезија, да се донесе правна рамка за дополнително согласување со правото на ЕУ во областите на плаќања за поддршка на земјоделството, организација на земјичкиот пазар, политиката на квалитет и органско земјоделство, да се подобрат административните капацитети во оперативните структури на инструментот ИПАРТ и да се осигура стабилно спроведување на програмата ИПАРТ 3. Тука го завршувам овој дел со препорака во поглед на надградба на институционален, административен и технички капацитет во управување со фондовите на Европската Унија со донесување на општа политика за задржување на вработените, заекнување на капацитетите, подобрување и спроведување препораките на ЕУ. И кластер 6, надворешни односи, воспоставување правна рамка за политика за меѓународна соработка, како и за хуманитарна помош за земји кои не се членки на Европската Унија, согласно политиките и началата на Унијата, продолжување со спроведување на обврските од акцијскиот план за заеднички регионален пазар за земјите од Западен Балкан 21-24 година, со спроведување на активностите од новиот акцијски план 25-28 година, понатаму спроведување од протоколот 6 од ЦЕФТА за трговија со услуги и превземање потребни чекори, за спроведување на протоколот 7 од ЦЕФТА за решавање на споровите ова година, да бидеме фокусирани на одржување целосна, усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија за заекнување на капацитети за спроведување и извршување на введените санкции и вложување дополнителни напори за согласување на законодавството во областа на малото и лесно оружје. И со овој пресек мој накратко се надевам дека во секоја една група на луѓе, институции овде присутни, секој си наоѓа свој фокус на интерес и во таа смисла повикувам да секој еден придонесе, активно учествува, земе дискусија, иницира состаноци, ако треба и од страна на Националниот совет, за да даде свој придонес, своje видување, поради тоа што се тоа се предизвици с кои ние се среќаваме у нашето секојдневно функционирање и ни е потребно заекнување на системот за истото да го леснеме и станеме што покомпатибилни, како со законодавството, така и со практичното функционирање во контекст на Европската Унија. Благодарам на вниманието. Антонио, повелете.